Почна судењето за криминалната група Бела ноц. 9 обвинети заедно со шефот на групата Фатлио Мајети Тоте седнаа во судницата во Идрисово. Обвинети за најмалку 8 убиства, злосторничко здружување, кривични дела поврзани со изнуди, закани дрога. Обвинителката во воведните зборови кажа: "Ке видиме луѓе кои од една страна се декларираат како верници муслимани, а од друга страна се вмешани во убиства, проституција, дрога, а еден од нив имал желба да изврши и самоубиствен напад во толпа луѓе, а на истото го учел и неговиот син. Станува збор за луѓе кои немаат јасна кауза и лојалност према никој, денес кројат планови да убиваат заедно, а утре се ликвидираат меѓусебно", кажа обвинителката. Во воведните зборови таа пушти извадоци од ТВ емисии и прилози во кои се опишува на кој начин биле извршени убиствата од страна на Бела ноца, каде и како. Имаше сцени кога биле ликвидирани членови на нивната група. Кога стигна до делот каде е прикажано убиството на таткото на Тоте, тој побара од судиката видеото да биде прекинато, бидејќи се навраќал на денот и сцените. Видеото продолжи: "Неговиот соработник Гани Марку, кој е извршител на убиствата кои ги нарачувал Тоте, ја предупреди обвинителката да не пушта видео од убиството на неговиот татко. Ја предупредувам обвинителката, ако пушти нешто за татко ми, вие сте судели за Грчец, истите снимки ги имам и јас, ја предупредувам уште сега ако пушти нешто за убиството, нема да го пушти. За татко ми кажувам јас, поради овие снимки татко ми е убиен", кажа обвинетиот Марко. Обвинетите и нивната одбрана пак се бунеа на начинот на кој обвинителството прибавило докази против нив, односно биле снимани во келија во Идрисово. Обвинителката кажа дека тоа е предистражна мерка за следење во затворен простор, не можеле да обезбедат докази на друг начин, истите биле законски бидејќи имале информации дека оваа група и од затвор планира извршување на други кривични дела, а за следењето имале дозвола од судија на претходна постапка. Бела ноц е вмешана во двојното убиство во Шишабар, ликвидацијата на шефот на Грчец Орхан Байрамовски Оки, дел од нив како нарачатели, извршители и логистика. Натовар им се ставаат и други кривични дела. Следното рочиште е закажано за на 12 септември. Тамара Тичевска, Сител телевизија.